Жестоки напади во Украина, Русија и Газа. Што се случува во светот? Разговараме во продолжение со Андоновиќ. Па сведоци бевме изминатиот период дека почна иницијативата на администрацијата, веќе не можам да кажам новата администрација на Доналд Трамп, но мораме да бидеме реални и да кажеме дека секаде каде што се договори тоа некакво примирие или прекин на огнот, независно кој како го гледа тоа, таму се разгорува војната. Ке почнеме од Газа, бидејќи од завчера Израел како резултат на одбивањето на Хамас за втората да ја реализира втората фаза на ослободување на заложници под образложение пак дека Израел не ги исполнува своите услови кои се предвидени со планот на администрацијата на Трамп за прекид на огнот. Израел започна ракетни напади, при што ние поради оваа состојба во која ние се наоѓаме како држава и деновите на жалост многу не обрнавме внимание, но факт е дека загина над 350 луѓе. Беа стрелани цели во Газа, таму загина 350 луѓе, сигурно дека загинал и некој борец на Хамас, но повеќето признале ние или не се работи за цивилни жртви. Продолжува ракетирањето, од утринава израелската армија прв пат по 19 јануари оваа година, кога беше договорено примирието, повторно влезе во копнената зона за безбедност со тенкови, сакајќи да го подели појасот Газа на два дела, под образложение дека сака да направи тампон зона помеѓу југот и северот, за да Хамас не може да се инфилтрира, реорганизира, комплетира, не знам веќе како да го наречам, но факт е дека влегува и копнено. И со овој влез денеска и официјално според моје некој размислување, логично, примирието кое беше подпишано паѓа во вода. Нема примирие и покрај тоа што беше едно од ветувањата и едно од првите чекори на администрацијата на Трамп дека таму ќе запре војната, особено што и самата израелска влада завчера рече дека за своите планови напади, ракетирање и копнени упади била информирана администрацијата на Трамп. Да видиме што ќе биде, особено што Трамп сега е фокусиран на овие преговори, на овие разговори со Путин, на овие размислувања како да се стави крај на војната во Украина. Започнато како да се стави 30-дневен 30-дневно примирие кое по ова првото не функционира, а сега он работи на второто кое во старт не функционира, ќе кажам и зошто, бидејќи како што они разговара и се договара, Зеленски се согласи, Путин ќе се согласи, тоа се тие официјални изјави во медиумите. Ние сме сведоци изминативе 2 дена, особено утринава на жестоки битки меѓу Русија и Украина. И сега да сублимирам. Израелскиот прекид на огнот не функционира, има разгорување. Еве повторно се враќа израелската копнена офанзива. Кога ќе ви се вратат копнени трупи на територија, значи дека целото примирие паднато у вода. Ајде ова стрелање со ракети може да се припише на одреден инцидент или на одредена постапка превентивна, но ова со тенковите веќе Да, дозволи само светските медиуми и ние ја пренесовме таа информација, велат дека ова е еден од најжестоките напади досега во последните години во целата војна. Го пренесуваат ако зборуваме за Израел, зборуваме за Украина. Јас затоа сакам да ги спојам двете работи, иако се неспојиви. Сакам да спојам дека Израел денеска го прекршува примирието и практично тоа како да паѓа во вода, че нема ништо од примирие, таму војната очигледно продолжува, не знам, би сакал да грешам, но мене ми се чини дека таа продолжува, бидејќи Хамас тек сега нема да ги пушти преостанатите заложници. А од друга страна, кога зборуваме за Русија и Украина, се повеќе, јас и вчера тоа го зборував во анализата, се повеќе стравувам дека ќе се обистинат оние предвидувања анализи на одредени војни блогери во светот, независно од која држава се, дека војната пред 2026 нема да заврши меѓу Русија и Украина, што еве и до сега ни еден настан не демантира, ќе кажам и зошто ти велиш најжестоки ракетирања. Не велам јас само кажувам што велат светските медиуми. Не можам да ги споредувам жесток по жесток, нема тука градација. Има стрелање, ракетирање и одредено позиционирање на силите што повеќе да се освои
кога евентуално би стапил тој прекин на огнот или примирието, кое мене ми се чини дека е далеко. Ќе кажем и зошто. Русите нападна голем украински град, над 250.000 жители, таму има жртви. Украинците возвратија бомбардира една од воздухопловните бази на Русија, на руска територија, има голем пожар, не знам во моментот тоа се случува, значи тие се жестоки ракетирања, напади со дронови, со ракети, со проектили. Тука пешадијата веројатно не прави ништо, но гинат луѓе, кога има ракетирања такви, секогаш цивилите страдат. И сега, ако е овој жесток удар на Украина врз Русија, врз основа на жестокиот руски удар на Украина, стравувам дека тоа утекот на денот уште повеќе ќе се рашири, а ако биде во текот на денот, ќе биде и во текот на наредните денови. Второ, врз основа на планот на Трамп и Путин, разговорот, не планот, за примирие, тој е далек од примерие. Го слушам сега, Трамп вчера излезе и рече, се договоривме да прекинат нападите врз енергетската инфраструктура во Украина. Русија продолжи да стрела, а подоцна Трамп според мене малку чудна изјава даде и рече, им предложивме на украинците да ни ги дадат нивните електрани под наше владение, вели, американците да ги управуваат електраните и тогаш русите нема да не ги напаѓаат овие инфраструктурни капацитети, што само мене ми укажува дека Трамп буквално за да ја заштити Украина треба да ја земе цела Украина под своја владение од аспект на бизнес аспект, пак ја кажам. Така да малце сето ова чудно, да сублимираме, утринава во 9:25, бидејќи може во текот на наредните денови да се сменат работите, ми се чини дека двете иницијативи на администрацијата на Доналд Трамп и на самиот претседател на Америка Трамп, дека ќе ги запре двете војни, сега за сега моди тешко дури да ги запре воените действија. Декларативно, со станоци, изјави. Постигнато е, на терен тоа не запира, туку има нови жртви. Пак ќе се вратам на двата настана само во Газа, изминативе 2 дена официјално има над 1000 жртви. Се очекува ли Трамп денеска да излезе со некаква изјава, со коментар, да објасни што се случува? Па не знам, јас чекам практично да видам како ќе се произнесе неговата, нема Трамп да се произнесе, ама ќе се произнесат неговите представници, независно дали е шеф на дипломатија, дали е шеф на национална безбедност, дали е преговарачот Витков кој го има планот за Израел, зборуваме конкретно, што се однесува до Украина. Трамп вчера имаше директен разговор со главниот, со двајцата главни протагонисти на судирот, значи разговараше со Путин 2,5 часа, разговараше со Зеленски 1 час, тука и од деталите излегува дека од Зеленски му предложил да ги управуваат енергетските капацитети на Украина и така ќе биде гарант дека ќе бидат заштитени од руски напади, бидејќи тогаш русите ќе напаѓаат нели американски, условно речено, енергетски постројки. Од друга страна, Русија побарала во разговорите, излегуваат само детали, што побарала све Русија од Трамп за прекин на огнот, за примирието. И официјално на што го зборувавме, беше шпекулација, побарал покрај Крим и другите 4 окупирани територии да бидат признаени од страна на Соединетите американски држави дека се дел од Русија, значи Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон. Јас пред недела дена од прилика видов некакви ги презентирав тие некои проценти колку се држи. Путин сака преку ова признание да ги принуди украинците да се повлечат од овие територии затоа што се губат голем број на животи. Многу е полесно да се повлечат туку да ги претеруваат, но очигледно Москва е, и знаеме веќе тоа е повеќе од јасно, дека Москва е настојчива, ако не сакат овие да се повлечат, да иде војнички копнено до крај, да ги протера украинците од сите овие територии, вклучувајќи го и нели руската територија Курск, каде што неколку дена веќе има информации дека преостанатите украинци се во обрач и дека лошо им се пишува доколку не се повлечат, и покрај тоа што Зеленски, неговиот нов шеф на генералштаб, велат дека тоа не се вистините информации. Не знаеме што се случува, но знаеме дека, да сублимираме,
На хартија и во јавност примиријата се договорени, на терен и во двете конфликтни зони, иначе и Блискиот Исток и Украина, војната не само што продолжува, туку и се разжестува. Голем број на жртви има, повторно ќе кажам, јас би игнорирал секоја вест да ја пренесам бомбастично, доколку не видам дека има таму загинато 300 или 500 луѓе. Зборуваме за човечки животи, така да ќе видиме како наредниот период ќе се справат сите овие проблеми кои за жал не само што се намалуваат, туку се разгоруваат. Да, гледавте уште една анализа во живо на Слободен печат за случувањата во светот и на самиот крај од ова денешно издание ќе ви пуштиме еден исачок од разговорот кој што вчера го направив со психологот и психотерапевт Тијана Ивановска од Себе сложувалка, една од психолозите која што беше во Кочани, една од психолозите која што е помеѓу оние настраданите, помеѓу семејствата, помеѓу сите погодени од несреќата во Кочани. Разговарав со неа за тоа колку е потребно важноста околу психолошката поддршка во целата оваа ситуација, како за семејствата, како за целото Кочани, како за сите настрадани, па и за нас, за тоа колку психолозите се ангажирани и вклучени во целиот овој процес за менталното здравје на населението. Разговараме со неа, ќе ви пуштиме еден исачок од разговорот, а целиот разговор ќе можете да го погледнете на сајтот slobodенпечат.mk, кој што веќе е прикачен, или пак на YouTube каналот на Слободен печат. И за самиот крај од ова издание ќе повикам уште еднаш достоинствено да ги испратиме загинатите од пожарот. Денеска е погребот во неколку градови. Внимавајте што зборувате, внимавајте што пишувате, внимавајте како се однесувате денеска. Има една изрека која вели доколку не можеш да кажеш нешто убаво, тогаш молчи.